Добро вечер. Започнуваме со денешното издание на Урбаните вести, а еве што ќе видите во нив. Ке се продолжува булевар Теодосиј Гологанов. Канцеларија на Агенцијата за вработување во општина Илинден. Основното училиште Кочо Рацин во Петровец доби нова спортска сала. Градот Скопје и јавните предпријатија наредната година ќе бидат исклучително активни на територијата на општина Карпош. Ова денеска го најави градоначалникот Куце Трајановски, ставејќи акцент на продолжувањето на булеварот Теодосиј Гологанов, подобрувањето на водоводната мрежа и решавањето на сообраќајниот метеж на така нареченото тесно грло меѓу улицата Скупи и булеварот 8 септември. Градоначалникот Куце Трајановски денеска се сретна со градоначалникот на општина Карпош Стефчо Јакимовски и со представници на местните и урбани заедници во општината, при што истакна дека следната година акцент ќе се стави на продолжувањето на булеварот Теодосиј Гологанов од булеварот 8 септември до студентскиот дом Гоце Делчев. Покрај тоа ќе се продолжуваат градишните работи за решавање на тесното сообраќајно грло меѓу улицата Скупи и булеварот 8 септември, а најави и дека ќе се подготви техничката документација за решавање на проблемот со водоснабдувањето на високата зона во Нерези. Важно за следната година во општина Карпош продолжувањето на булеварот Теодосиј Гологанов, значи од булеварот 8 септември према студентскиот дом Гоце Делчев, уредувањето на скрстицата кај Хубо, ние малку ја оваа година ја растеретивме или ја проширивме во еден дел, меѓутоа во следната година ќе треба и целосно да ја уредиме. Проектирање на проектот кој што многу често го напоменуваме, тоа е на водоснабдувањето на Нерези, изведба на фекална канализација на еден крак од фекална канализација по партизански одреди, некаде од Манапо Пасе до према 8 септември. Градоначалникот на општина Карпош Стефчо Јакимовски истакна дека оваа година, за разлика од минатата, соработката помеѓу јавните предпријатија на градот и општинските служби е на многу повисоко ниво, од што најголем бенефит имаат самите граѓани. Сметам дека наредната година ќе биде многу поуспешна од оваа 2013 година и како што ги спомна градоначалникот, овие проекти дека ќе ги реализираме за доброто на граѓаните на Карпош. Пуштена е во употреба канцеларијата на Агенцијата за вработување во општина Илинден. Истата е сместена во општинската зграда, а целта е услугите на агенцијата да бидат подостапни за граѓаните на општина Илинден. Повеќе за ова од Томислав Атанасовски. Во општина Илинден денеска на свечен начин беше пуштена во употреба првата дисперзирана канцеларија на Агенцијата за вработување. Истата е сместена во општинската зграда, а целта е услугите на Агенцијата за вработување да бидат подостапни за граѓаните на општина Илинден. Со тоа се обезбедува можност за отворање на нови работни места и активности за намалување на невработеноста, како и ублажување на екстремната сиромаштија. Денеска сме тука во Илинден да отвориме уште една нова канцеларија на Агенцијата за вработување, која што на жителите на општина Илинден и околните општини кои што гравитираат кон општина Илинден ќе можат да ги користат нашите услуги, услугите на Агенцијата за вработување, од делот на пријавување во евиденција на невработени, од делот на посредување при вработување, регистрација на работен однос или објавување на слободни работни места. Оваа канцеларија е шеста канцеларија откако агенцијата почна да се доближува кон граѓаните и да ги понуди вистинските услуги на вистинско место. Канцеларијата почнува со работа од денеска, ќе работи секој ден, значи во неделата, во работните денови, ќе ги нуди сите буквално услуги од 8:30 до 16:30 за сите граѓани на општина Илинден и околните општини кои што има поблиску тука да отколку да дојдат во центарот во Скопје. Инаку оваа канцеларија ќе биде една од првите 5 кои што ќе ги отвориме оваа недела и наредната недела во Република Македонија, а после нова година ќе отвориме дополнително уште неколку канцеларии зависно од потребите на граѓаните во другите општини во Република Македонија. Целта во работењето и активностите на локалната самоуправа е приближување на услугите кон граѓаните и по повод таа цел еве денес со Агенцијата за вработување се отвара единица, оделение каде што ќе може да се користат граѓаните од општина Илинден, како невработените, така и работодавачите ќе можат максимално да ги користат услугите кои што ги нуди Агенцијата за вработување, се со цел да се намали невработеноста, да се добијат
директни информации преку агенцијата за да може да се создадат услови за отворање нови работни места, меѓутоа нивно информирање. Со тоа Агенцијата за вработување на Република Македонија ќе ги доближи своите услуги кои ги нуди за жителите на општина Илинден, но и подобрување на квалитетот, ефикасноста и ефективноста на услугите кои се обезбедуваат за лицата кои бараат работа и работодавачите. Така граѓаните на општина Илинден ќе заштедат и време и финансиски средства. По период од 50 години, учениците од основното училиште Кочо Рацин во Петровец конечно ќе можат часовите по физичко воспитување да ги поминуваат во нова спортска сала со површина од 1300 метри квадратни, опремена со сите спортски реквизити. Основното училиште Кочо Рацин во општина Петровец конечно после 50 години доби нова спортска сала, изградена како дел од проектот на владата на Република Македонија за изградба и опремување на 145 спортски сали. Салата има површина од 1300 метри квадратни, трибини со капацитет од 400 седишта, располага со сите потребни спортски реквизити, со облекувални, тушеви и други помошни простории. И во неа може да се игра кошарка, ракомет, мал фудбал, но и да се користи за гимнастика и други спортски содржини. Во незината изградба инвестирани се 41,5 милиони денари, средства обезбедени од буџетот на Република Македонија и Банката за развој при Советот на Европа. Во оваа спортска сала ќе тренираат повеќе од 600 ученици од основното училиште Кочо Рацин. Ќе тренираат двата фудбалски клуба од нашата општина, фудбалскиот клуб Петровец и фудбалскиот клуб Долно Доњеви. Ќе тренира нашиот најуспешен клуб Теквондо, кој освојуваш на голем број меѓународни и домашни медали. Но ќе тренираат и овие наши златни деца, културно-етничкото друштво од нашата општина. Целта на сите наши инвестиции во спортот било да се работи за финансиска помош на спортските екипи, било да се работи за инвестирање на спортски терени, нашите млади, нашата младина да отргнеме од улиците и модерните полоци на денешницава. Проект за здравјето на децата, за нивниот физички и психички развој и се разбира покрај останатото и за овозможување на талентите да се развиваат и да го развиваат својот талент и да израснат во врвни спортисти. Секако овие сали ќе помогнат и за рекреативците, затоа што луѓето што се занимаваат со различни професии имаат потреба од спортување, од физички активности и се разбира ќе ја користат и спортските клубови во времето, во периодите кога нема часови по физичко образование. Градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски истакна дека изградбата на салата е од особено значење за младите, но и за спортските екипи и културните друштва од општината. Председателот на владата на Република Македонија Никола Груевски рече дека оваа сала не е единствениот, ниту пак последниот проект што ќе се реализира во општина Петровец, притоа најавувајќи изградба и на нова зграда на основното училиште Кочо Рацин во Петровец. Министерот за образование и наука Спиро Ристовски посочи дека примарната цел на новата сала е да се создадат услови за непречено одвивање на часовите по спорт и спортски активности во училиштето, но додаде дека објектот има потенцијал да се користи и за воннаставни тренинзи и спортска рекреација. Денеска во кинотеката на Македонија започна втората поред недела на енергетска ефикасност во општина Карпош, која ќе трае до петок и ќе опфати 5 тематски денови во рамките на кои стручни излагања ќе имаат експерти од областа на енергетската ефикасност. Градоначалникот на општина Карпош Стефчо Јакимовски информираше дека досега се донесени 2 стратегии и правилник, кој е потврден од Министерството за економија и неговите надлежни институции, а енергетски ефикасни се и училиштата кои се наоѓаат на територијата на општина Карпош. Втори поред денови на енергетската ефикасност, веќе ова е недела на енергетската ефикасност, во кој што ќе бидат презентирани достигнувањата на општина Карпош во делот на енергетската ефикасност. Инаку општина Карпош е единствената општина, првата општина во Македонија која што има веќе 2 стратегии донесено за енергетска ефикасност и е водечка општина токму во овој дел. Сметаме дека заштедата на енергијата,
дека енергијата која што во континуитет поскапува, дека е многу битна за намалување на трошоците не само на граѓаните на општина Карпош, туку и воопшто и за предпријатијата, како и за нас како локална самоуправа, со цел да ги намалиме овие трошоци. Со оваа недела на енергетска ефикасност ние сакаме да влијаеме и врз свеста на граѓаните воопшто и на сите институции за многу повеќе да се размислува за енергетската ефикасност и намалување на трошоците за трошење на енергија. Пред крајот на првиот дел од урбаните вести ви прикажуваме како поминам денешното дружење со Јелена Розга. Јелена Розга е овогодинешната добитничка на наградата за најпопуларна пејачка од регионот на македонскиот радиски фестивал Марс, кој ќе се одржи во Универзалната сала. Розга во опуштена атмосфера зборуваше за незините почетоци, за неочекуваните тешкоти кои ги имала откако ја напуштила групата Магазин, а зборуваше и за незиното потекло. За следната година го најави незиниот концерт во Скопје. Шармантната далматинка Јелена Розга ќе биде специјална гостинка на македонскиот радиски фестивал Марс во Универзалната сала и ќе добие награда за најпопуларна пејачка од регионот. На денешното дружење со новинарите, таа го најави незиниот солистички концерт за следната 2014 година. Го чекавме вистинскиот момент. Јас воопшто во кариерата и во животот сум многу трпелива личност. Упорна и трпелива. Само така можете да успеете во оваа работа. Мислам дека следната 2014 година која се ближи е вистинското време за еден голем концерт во Македонија. Јелена зборуваше за незините почетоци пред 17 години. Истакна дека детските денови во балетското студио се уште многу и помагаат на сцената, а на новинарските провокации и споредби со Северина одговори дека на небото има место за многу звезди. За најголем виновник за незината популарност ја смета песната Бижутерија, добитник на наградата Порин за хит на 2011 година. Ракометарите на Металург му се реваншираа на Вардар во Лигата на шампионите. Кошаркарите на МЗТ Скопје ја победија и го Кеа со 90-85 во надпревар од 9-то коло во АБА Лигата. Повеќе за овие и останатите спортски информации веднаш по рекламите.